Во петокот од управниот одбор сум назначен за ВД вршител на должност генерален директор до наредното собрание. Наредното собрание ќе биде во мај месец, за тоа е месец дена, негде 21. Да ја обавувам функциите на генерален директор, подписник на жиросметка и исплата на лични доходи на вработените. Покрај тоа и проблематиката која што ја работи 11 заедно со производството и извозот, моментално кој што е сега договорен. Во халите работниците не, бидејќи и со Вајле разговарав со ним, разговарав и со синдикалното раководство, сака да добија личен доход, па после да почне со работа. И сега овие 2-3 дена, бидејќи обетувањето на дека ќе има префрлање на финансиски средства е среда или четврток, до тогаш ќе биде во мирување. Денески требаше да има пак блокирање на патот за Полски мост, меѓутоа тоа се стопира бидејќи има генерален избрано ВД вршител на генерален директор и луѓето прифатија да бидат во фирмата, да доаѓаат на работа до исплата на личниот доход. Ако до среда или четврток не се исплати личниот доход, веќе си ги преземаат оние старите мерки кои што и досега беа блокада на патишта и барање решение од влада. Бев и од шрајкувачите, јас исто баравне бев и од луѓето кои што беа прозвани, кој ќе биде како после оставката за генерални директори, меѓутоа тоа баравне и услови кои што треба да се исполнат за да може да биде независно дали јас ќе бидам или некој друг. Тоа е тоа на размислување кое што ги имаме, треба да се склучат договори за да може тој што ќе биде вршител на генерален директор или на некој ВД или друг да може да продолжи да работи, да има финансиски средства за обработка, а истовремено да можат работниците да примаат лични доходи. Се надеваме, бидејќи има преземено одговорност и тие, и се надевам дека ќе го решат. Иако во некои работи сум песимист, меѓутоа пак треба да бидеме оптимисти дека ќе прифата некои работи да може да се разреши. Знамо дека останува уште 4 месеци. Тука сет пензиското најмногу на луѓето ќе биде што апсолутно не е подкрената постапка. Месец дена е тоа кој е даден и оставката на претходниот генерален директор. За овие 4 месеци јас сум рекол до наредното собрание, тоа е до мај 20 или 21 ќе биде, па како ќе се одвиваат тие услови и како и решенија, не можам на таки да кажам, меѓутоа до тогаш ќе гледаме ние да подкрениме таа иницијатива преку службите со дописи до влада, со дописи до министерства за тоа да го разрешиме. Нажалост има еден договор кој е склучен пред 3 години од Додовски со министерството, земани се собо финансиски средства, а нема испорачувана роба. Према тој договор треба да се испорачат материјали за Министерството за внатрешни работи. Финансиските средства кои што не се повлечени се мали и тие може да појдат само за материјални трошоци за тоа производство. Нема за лични доходи. Другото производство кое што е цивилното е многу мало. Други договори према Министерството за одбрана или Министерството за внатрешни работи го нема. Тоа решение треба да се барат во два правци. Едниот или обезбедување на договори, склучување на договори со двете министерства, бидејќи ова е наменска фирма, и да ги обслужува двете министерства, или треба последното, ќе биде тоа трето барање, или како што е направено со може да биде влечна служба на македонски железници, да биде сервис, бидејќи се намалат вработените како технолошки вишок, да бидат директно под едно од министерствата и да сервисираат или да произведуваат за самите министерства. А тоа зависи одлука од влада. Јас кажав, ако нема префрлање на финансиски средства, да тоа. Го кажав мојот став, мислам, во самиот разговор, дека јас ќе си дам исто пак не повликлива она оставка, дека нема да ги извршувам тие услови, владата нека си преземи и нека си назначи друг.